Благодарам. Предлагаме трета утврдената точка на дневен ред за формирање на контраанкетна комисија, бидејќи така е познато. Имаме контрапленум, имаме контрапротести, имаме контра ова, контра она и нормално сега ќе имаме контраанкетна комисија, затоа што сме контра оваа држава и затоа што сме контра вистината. Прашањето што се предлага како содржина на работа на оваа контраанкетна комисија е веќе опфатено во анкетната комисија која што имаме составено или избрано како Собрание на Република Македонија врз основа на договорот од Пржино за надминување на политичката криза, особено ако се има во предвид дека согласно она што беше кажано од предлагачот, станува збор за фалсификувани лични карти. Главниот организатор и протагонист на фалсификувањето на личните карти одби да се појави пред анкетната комисија, тоа е поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која што многу брзо ќе се соочи со последиците од тоа свое поведение. Онаму каде што се организирала фалсификувањето на личните карти во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија, истиот по превезот на класифицираност на податоците кои што требаше ги изнесе пред анкетната комисија, лажејќи ја македонската јавност дека ќе даде класифицирани податоци, побара затварање на седницата на анкетната комисија, на која што не беше дискутирано ништо класифицирано. Од таа причина прашањето за фалсификуваните лични карти е едно од прашањата кое што секако треба да биде предмет на работата на анкетната комисија, постојната, особено ако ВМРО-ДПМН собере сили и храброст да се појави во боксерскиот ринг во првата рунда, не во 10-та да чека, и таму вашиот голем познат признат боксер Кукавица да го видиме пред македонската јавност да ги даде одговорите на сите прашања кои што му се дилема во конкретниот случај. Меѓутоа вашиот храбар председател боксер одбира да уцвика, како мало дете да бега од вистината. Никогаш да не ги даде одговорите. Затоа сметаме дека оваа контраанкетна комисија, која што барате да биде основана, нема да доведе до ниту една работа. Образложението дека наводно лица кои што, пазете, се уште немаме никаква постапка, туку е ова ефтина пропагандистичка приказка од вашиот курирски штаб, затоа што некој наводно бил сликан со лице кое што не е ниту осомничено за ваква афера. Председателот на СДСМ има заедничка слика со најголемиот криминалец во историјата на Македонија, Никола Груевски. Тоа е причина повеќе ова анкетна комисија да продолжи да работи, а вашата да не е освоена. Благодарам.